Најпрвен ќе ми дозволите да го честитам на сите православни христијани овој голем ден, значаен ден, Христовото воскресение, да им посакам хармонија, спокој, ним и на нивните семејства. Истото сакам да го посакам на сите граѓани во Македонија, на секаде во светот без разлика на верската припадност. За нас православните христијани Христовото воскресение е многу значаен ден. И во име на тоа, дозволете денеска да уживаме во мирот, во спокојот и да се обединиме, да се сплотиме, бидејќи како народ и како нација тоа ни е потребно во деновите, месеците и годините кои што следат. Ви благодарам. Господин Мицковски, во првиот круг остваривте убедлива победа против Стево Пендаровски. Па се поставува прашање дали верувате дека можеби ќе имате над 61 пратеник? Да, верувам дека во среда ќе имаме убедлива двојна победа. Гордана Силјановска-Давкова ќе биде идниот председател на Македонија, а коалицијата Твоја Македонија и ВМРО-ДПМН ќе имаат 61 пратеници. Вчера кажавте 55 пратеници и 500, односно половина милион гласови за Гордана Силјановска-Давкова. 55 плюс. Меѓутоа, што е неуспех за ВМРО-ДПМН на предстојните избори? Што би било неуспех? Видете, сега прашањето е мислам дека и на вас и на сите им е јасно дека ВМРО-ДПМН на овие избори е блиску до мнозинство во парламентот и не би се изненадил ако имаме 61 пратеник во македонскиот парламент. За мене неуспехот не е неуспех. За мене е успех пред се она кое што се случи во првиот круг. Благодарност до македонските граѓани, благодарност до сите оние кои што го дадоа својот глас за идниот председател Гордана Силјановска-Давкова и однапред ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите оние граѓани кои што чувствувам дека масовно ќе излезат на изборите во среда и масовно ќе го дадат својот глас за идниот председател и за коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН.